Еве, нашите учителки се се уште овде и нашите учителки имаат нов час. Што ќе правиме сега? Што имате подготвено, учителки мои драги? Сега ќе продолжиме таму каде што застанавме. Добра. Другарчиња, јас верувам дека сега ви е јасно зошто хигиената е толку важна за нашето здравје. Бактериите и вирусите се насекаде околу нас, во просторот, во воздухот. Тие таму доаѓаат од луѓето кои што се болни и најчесто кога киваат или кашлаат. Затоа, кога сме болни, кога треба да кивнеме или да се искашламе, тоа го правиме на внатрешната страна од лактото. Исто така, кога ни тече носето, го бришеме со марамче, марамчето го фрламе во корпа за отпадоци, која што е покриена. Аха, значи да повториме уште еднаш. Кивање и кашлање со отворена уста никако, само во нашиот лакт. А тоа јас би посакала, Жане, да видиме и Цветко и Лина, дали знаат? Ајде. Што дали знаеме? Да киваме? Како не знаеш? Ке ни дојде нели кивање и кашлање. О, супер! Ајде, 3, 4. Чиха! Чиха! Добре, одлично, ви благодариме. Чиха! Чиха! Па имаме ние ютубери, другарчиња, знаеме како. Супер! Одлично. Фала ви. Бактериите и вирусите во нашето тело влегуваат преку носот, устата и кожата. Затоа, чепкање на носето со валкани раце не. Никако, не. Цветко? Па да, никако. Јас некогаш несвесно, без да сакам вака, ќе ми тргне раката на кај носот, ама ќе се сетам вака, добро вака се будам наутро. Каде одиш? Назад. Ајде и стоп. И си ја враќам раката назад. Така. Значи, назад. Освен со дишање, микроорганизмите, бактериите и вирусите може да ги внесеме и со храната која што ја јадеме. Затоа јас јадам само здрава храна за детство без мана. Овошјето и зеленчукот го мијам темелно и долго го оставам да покисна во вода и се хранам така здраво, се хранам доста внимателно, не само за да не внесам никакви штетни работи преку некакви бактерии или нешто преку храната, туку чисто за да бидам здрав човек, така? И уште нешто знам, дека храната, овошјето и зеленчукот убаво е да стојат во вода, во која што ќе ставиме една лажичка сода бикарбона и можеби малку оцет. И така после 10-15 минути може овошјето и зеленчукот убаво да се измијат и потоа да се јадат. Браво, Цветко. И тоа го научив. Браво, Цветко. Меѓутоа, треба да внимаваме и на устата. Ставање валкани рачиња, прстиња во уста? Не, никако. Ниту пак грицкање, ниту пак, обично знаат тоа помалите деца да го прават, палецот да го ставаат во устата, никако, значи, тоа исклучиво забрането. Па тоа го прават и повозрастните деца. Некогаш. Цветко. Да, Цветко, знаете да. Цветко ќе земе кој ќе замисли само онака, прстот ќе си го стави вака. Може ли само да го погледнам, Цветко? Тука сум. Навистина ли ова твоево другарче што го кажува? Јас не знам за такво нешто. Може би порано додека сум бил мал. Сега не. Така? Не. Добро. Научивме за кивањето, научивме и дека со рачињата устата не се допира, ниту пак очите. Очите. Исто така знам дека просторијата во која што престојуваме, го поминуваме по големиот дел од денот, треба редовно да биде проветрувана, значи да се отвораат прозорите, да влезе свеж воздух, сега воздухот е чист. Така. И така. Бактериите и вирусите исто така може во нашето тело да влезат и да се разболеме од нив и преку кожата. Преку кожата? Како преку кожата? Може да влезат и преку кожата. Затоа е многу битно редовно туширање, миење на косата со убави миризливи шампончиња, бришење со убави мејки, фротирни крпи кои што се исклучиво само за едно дете. Така, а што е со облеката? Нешто слушнав дека и облеката кога се враќаме од надвор или кога треба редовно да се мие, да се проветрува или да се става кога ќе се вратиме од надвор, да ја се обличаме и да ја фрлиме во машина за перење, така? Да не ја, значи, така, да не се влуваме со таа облека на фотелјата, на тросетот, на двоседот, за да не ја извалкаме и неа. Ама добро, ние па сега и не излегуваме надвор, така да... Сега повеќе сме дома. Повеќе сме дома.
Па добро, Меѓутоа, ние сме за повеќе одредена- дома, но нашите родители има родители кои што одат на работа, се уште одат на работа и овие совети се добри и за нив. Така е. Можете Така е. вие да им посочите кога ќе се вратат од работа. Точно така. Има Родителите да научат нешто од Така. нас, децата. и за тие, Да. па да, секогаш е така. Па да. И за тие што чуваат домашни миленици. Домашните миленици бараат да се прошетаат, да се изнесат надвор на кратка прошетка и потоа да се вратат назад. Исто домашните миленици можат да носат маска, така? Каква маска? Каква маска? Маска Ти- за- За заштита? Па маска за хируршка? заштита. Маска за заштита? Да. Па, Носат тие Може- маска за нивното муце да не биде страшно, нели, кога ќе Аха, да не- поминеме ние, да не гризне, да не... Тоа за заштита од за луѓе кои што се плашат од Меѓутоа, случаи. маска, ако му ставиме нивното носе е многу осетливо и мислам дека ќе му направиме штета. А ја знаете што јас прочитав некаде дека досега нема никаде нема никаков пример дека некоја куќа е преносител или заразен од било што. Така да мислам дека куќињата се најбезбедни, али нов треба да земеме да внимаваме затоа што и тие се што има надвор ни го внесуваат во нашите домови да одржуваме хигиената во На дома. нивните Така? ноđиња, На кои нивните пред да ноđиња. влезат, апсолутно треба да им ги измиеме, да им ги изчистиме и слободно може да шетаат. Знаете што? А мене мисла малку дека да нам збориме за ајде да се играме. Цело време збориме, мислам, ај ни зигра да Нешто да сработиме. Да сработиме, така? Па ајде, што да си играме? Па не знам, еве Ајде, јас сум имаме спремен. овде, да, имаме Фудбал, овде можеме да играме? Да цртаме, да Не, правиме нешто, Цветко. само збориме за вируси, за Ајде. бактерии, за како да па малце да се забавуваме. Еве, Лина, јас направив едно Учејки авионче. за работите. Добро? повели. Повели Цветко. Лина, сега ќе цртаме. Повели Лина, фала. Да, ова време кога седиме по дома цели денови и немаме што да правиме, баш можеме да цртаме, еве. Ова е Ајде, цртажот другарчиња, што вчера и го вие од нацртав дома заедно Цветко. со нас. Ајде. Одличен цртеж. Што е потребно и што ќе правиме сега? А дали може јас, затоа што како вашиот детектив сакам да нацртам нешто на Може. бланкава? Еве, знаете што, овие вакви хигиенски ракавици можете да ги искористите за на нив да си шкрткате, да си црткате. Чекај, Лина. Јас ќе нацртам едно Лина, маченце. чекај. Опа. Сега јас ќе нацртам едно маче на ова моја хигиенска ракавица. Ајде да видиме, Лина. Цветко, А ти може да си ја нацрташ твојата дланка. Секој да си ја нацрта. секој треба, значи јас ја рушам играха? Не, Не? супер. Одлично. Јас ќе си ја нацртам мојата дланка. Цркаме дланка. Другарчиња, и вие дома заедно со нас можете да ја направите оваа игра. Така да си го потполните остатокот од денот. Така. На листот блок нацртајте си ја собствената дланка. Потоа исечете ја. Јас сум готов. Па голема дланка имаш. Да, Исечете Цветко. Браво, Цветко. Исечете мали парчиња од самолеплива хартија кои што ќе ги залепите на крајот од прстињата. Нека изгледаат како ногти. После тоа, ова е дланката, после тоа со ножички исечете ги ногтите. Се што е вишак можеме да го исечеме. Зошто? Затоа што заборавивме уште нешто да кажеме. Хигиената на ноктите е исто така многу важна. Ако ноктите не се средени и добро исечени, миењето на раце нема да биде комплетно успешно. Така да ќе си играте и ќе се забавувате. Може да ги вклучите и мама и тато. А јас имам уште еден предлог до вас. А дали можат да се лакираат ногти? Ова за Лина прашувам, не за мене. Ја не ми се лакирани. Дали може да се лакираат ногти? Може, само ако се средени и убаво исечени, каде што нема да представуваат проблем
додека се мијат. Ама тоа убаво исечени значи да се така баш убаво исечени дона, како што се вика дона кога боли? Па не, Лина. Затоа што јас имам слушното дека ноктињата треба да бидат малце долги за да можат полесно бактериите да излегуваат. Инаку ако се превише кратки, бактериите влегуваат многу длабоко во ноктите, така? Така е, Лина, не да бидат скроз кратки, меѓутоа да не бидат и многу долги. За да не можеме да не така. се повредувам. Јас нацртав маче, добра учителка. Браво, Лина. Супер. Многу е Светко, добро. види го мачето што го нацртав? Многу е убаво. Само мене не ми личи на маче, мене ми личи маче? на птица, на буф. Леле. Па не може, був нема вакви уши. Да. Не е був. Личи на маче, да. И што да правиме со дланкиве? Да, работилница, можеме после да ги креираме, да ги декорираме, така како што вие направивте со вашето раченце. Јас кога бев мал, рацете ги цртав на зидот во мојата детска соба и секоја година како растев, ја прецртував раката се поголема и поголема. Во истата така од малку? Не, на друго место. И во секоја рака ја пишував датата и годината. И тоа е многу интересно. Еве убав предлог за вас, дечиња. Да земете на омиленото место во вашата соба, да си ја нацртате вашата дланка, се разбира да прашате доколку ве пуштат вашите родители и секоја година ќе видите колку повеќе растете, раката станува се поголема. И тука, ама убаво е така, не на различни места, да се почне најмалото раче, па како што растеш на истото прстар поголемата врзнеа. Може и така. А може да не биде на зид, за да немаат проблеми малите Ама деца, знаете може на што? хамер, Има да нека си речеме. го чуваат хамерот. Така е. Да, една моја другарка многу сакаше да црта како малечка и она црташе над зидот и дозволуваа родителите и кога нормално зидот го направи цел шарени со цртежи и кога тие дома обелуваа креча или како и да се вика тоа, кога креча ги покријат деловите со деловите кои што сакаат да ги зачуваат, останатиот дел го избелеа и кога ќе тргнаа имаше некакви над зидот уметнички дела кои што и ден денеска стојат после 20 години. И тоа е многу убаво. Ете ви да занимација по дома цела фамилија да земете да шкртате на секаде и да си оставете ништо за секогаш. Мислам дека денот, цел ден да се проиде дома во затворено е малку досадно, затоа што бараме и спортски активности. Да. Јас, например, многу сакам дома да играм фудбал, да играм тенис, да играм кошарка, но не можам затоа што немам доволно простор. Добро што си свесен дека не можеш. Да, но Лина, затоа сакам да те прашам што можеме да смислиме нешто, например, кога имаме час по физичко дома. Па иве да речеме можеме да вежбаме јога. Ама тоа утре. Јога. Јога. Вежби ќе правиме за растегнување на нашето Да тело. се растегнуваме, да се задржиме, да не ни атрофираат мускулите, да не се... Јога се римува со нога. Нешто со ногата се... Па и да, јога и нога. Аха, да. Се римува и јогата, да. Ја мислев нешто со тениски топчиња, со фудбал. Па немаме, значи дома не се играат такви игри. Дома, значи ќе се зима некаква подматка, се вежба со некакви тегови, јога е убаво за вежбање. Да. Имам идеја, Цветко. Што? Што да направиш ти денес, а да имаш активност? Можете и вие, другарчиња, дома, заедно со вашите родители. Што? Се грижиме за хигиената, за околината и за домот. Да. Да изчистиме. Да си ги средите играчките. И бараме движење. Да си ги средите и да си ги измиете играчките. Тоа значи, Цветко, ти имаш многу работа за денеска, моите играчки се Ама и на мама да се помогне за почистење на домот. Така. Го имам вежбано тоа да ви кажам право и некако... Ама уште еднаш. Ајде, ќе се Може би обидам овој пат пак. ќе ти се допадне. Ајде. Да. Повеќе ми се допаѓа кога го зимам алатот и нешто работам. Да, ама Да. исто И за како приборот дома, за ако хигиена? исто кога се чисти дома, треба да се стават Ракавици. ракавици. Евелина Така, ќе ти со ги ракавици. твоите Аха. ракавици ќе ти ги декорира. Да, да. И па Ќе ти биде одлично, Лина, забавно. тоа е одлично за тебе. Таман имаш ракавици, можеш да зачистиш. Ајде, Лина, зачисти го телевизорот, те молам. Значи, учителки ова ми го прави цело време. Цело време работите врските што треба тој да ги заврши, ги завршувам ги јас. префрлила секогаш Цветко е така неодговорно дете. Јас не знам како ќе Јас мислам издржам уште дека една Цветко недела со него. може да биде Значи, одговорно дете. Така е, Цветко е одговорен. Ете, Например, така. кога играм шах,
кога решавам крстословка, Така. кога редам екослужувалка. Ако ga редиш екослужувалка и целата екослужувалка после ја растураш. Тоа не сакајќи ако ми се собираме сите растури. служувалки, па А сега не. уште некоја задача да им кажеме на другарчињаве? Мислам дека ова ќе му се допадне на Цветко. Ајде. Да го нацрташ приборот за хигиена. И вие, другарчиња. Така. Сите? Сконцентрирајте се на некој дел од приборот, може би сапунчето. Замислете го како суперхерој. Дајте му име, измислете му име. Дајте му некоја супер моќ што ја поседува и некое добро дело што ќе го направи со таа супер моќ. Мислам дека тоа ќе ви биде интересно. Тој лик можете да го употребите и за игри, понатаму што ќе ги креирате заедно со вашите домашни, со мама и со тато. Еве. Каква супер моќ има твоето сапунче, Супер моќ, Станка? со големи мускули И еве го. сите вируси и бактерии знае да ги измие од секое раче. Еве го мојот суперхерој, сапун. Па Сапунко? јас да нацртам. Сапунковски. Може. Може да му дадам име. Да. Сапун Сапунковски. Може на мене една ваква, јас да Повели нацртам херој или хероина. Може. Јас сакам девојка да биде хероина. Само е важно да има одредена супер моќ, Така. таа да ја користи за добри дела. Значи, мојата... За да биде херој. Така, ќе биде... Повели Лина? Фала. Свечење и сите ваши цртежи кои што ќе ги нацртате дома, закачете се ги во вашата соба, нека ви ја красат и нека ви бидат едни од најомилените цртежи кои што сте ги цртале дома, во вашиот дом, во вакви услови кога не одите во градинка. Присетете се на деновите кога бевте во градинка и уживајте И во во тоа што ќе го... училиште. И во училиште и уживајте во тоа.